Се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и продолжуваме понатаму со утринската програма, со нашиот утрински разговор за ова утро, а ке зборуваме за еден настан кој што ќе се случува утре на 26 јули, а по повод 60 години од катастрофалниот скопски земјотрес. Овој настан е во организација на Црвениот крст на град Скопје со наслов за Скопје со љубов. Скопје се сеќава, Скопје е градот на солидарноста, Скопје не заборава, а тука за да не потсетат на она што се случувало пред 60 години за време на катастрофалниот земјотрес, се секако представниците од Црвениот крст на град Скопје. Ова утро наша и ваша гостинка е Александра Валкановска, која што ни доаѓа од Црвениот крст на град Скопје, а е дел од стручната служба. Александра, добро утро. И добро дојдовте во утринската програма. Вашето гостување овде е со цел, значи она што ќе се случува утре на градскиот плоштад во Скопје со почеток во 18 часот, а тоа е еден настан од повеќе часа во ваша организација. Ајде сега за почеток, дали се сложувате прво да го погледнеме видеото, промо материјалот за оној настан и веднаш потоа да си кажеме што е она што ќе се случува целиот ден во градот Скопје. Ќе ја замолам режијата да го проследиме прво видеото за почеток од овој настан. A city destroyed in a few seconds. That was the fate of Skopje, Yugoslavia. This city of 250,000 people was in the epicenter of the earthquake. Покрената и непрекинато трае жива акција за несебична помош на граѓаните на Скопје. Помош од сите земји од 5 континенти постојано пристига во Скопје. Скопје денеска представува изразит пример на силна манифестација на благородната солидарност и хуманизам меѓу сите народи на светот. За Скопје со љубов. Скопје се сеќава, Скопје никогаш не заборава. Скопје е и градот на солидарноста. 60 години се навршуваат утре од катастрофалниот земјотрес и како што кажав, по тој повод Црвениот крст на град Скопје има целодневен настан. Односно имате прво крводарителна акција, а потоа од 18 часот е настанот. Ајде повелете да ги слушнеме деталите. Најнапред благодарност за поканата денес во вашата програма. Навистина е задоволство да се биде пред медиумите, да се презентираат активностите кои што следуваат. Навистина 26 јули е посебен ден за градот Скопје, а Црвениот крст на град Скопје како дел од сетото општествено случување во градот, пред се со акцент на хуманитарната нишка во живењето на градот Скопје, подготвува повеќе активности кои што ќе одбележат и денот и активностите, меѓутоа и една промоција на она што се случувало тогаш и како Црвениот крст се вклучи во расчистување или пак во санирање на последиците од земјотресот, меѓутоа што е она што го прави Црвениот крст сега, години потоа, бидејќи сепак станува збор за една традиција, за една активност која што и тоа како се прераснува во нешто што значи традиција денес. Активност, односно активности ќе има повеќе. Би започнала од традиционалната крводарителска акција, која што се случува традиционално на 26 јули секоја година, едно препознатливо обележје на нашиот град. И веќе граѓаните честопати дури прашуваат само за локацијата, каде ќе биде годинава крводарителската акција, не дали ќе биде акцијата, бидејќи се станува збор за традиција. Оваа година акцијата ќе се случува во домот на хуманитарните организации Даре Џамбас, тоа значи во нашите простории, во дневниот центар за дарување крв и секако околните простории, бидејќи очекуваме дека ќе има фреквенција на дарители, планираме некаде околу 60 до 80 дарители, можеби и поголема бројката. И акцијата ќе биде целодневна, односно ќе започне од 9 часот, ќе трае се до 17 часот. Така што еве користам и оваа прилика за сите оние ваши гледачи кои што еве можеби немале информација каде или колку точно часот ќе трае крводарителската акција, дека може да не посетат утре во домот на хуманитарните организации Даре Џамбас од 9 до 17 часот и секако доколку може и доколку сакаат ќе даруваат крв. Значи чинот е навистина многу кратко трае, станува збор за некои 10 минути дарување, уште некои 20 минути со сите подготовки, односно потоа одморот на дарителот и секако оние чести прашања дали може да дарувам крв, што треба како подготовка да направам, бидејќи навистина дарителите ги интересира пред се оние првократните или оние кои што не толку често дарувале крв, еден апел дека тамо навистина не треба никаква предходна подготовка, освен да се консумираат повеќе течности, да се земе лесна храна, бидејќи сепак топло е времето, значајно е да се консумира течност и воопшто за организмот да се хидрира, меѓутоа тама ќе бидат
колегите од Институтот за трансфузиона медицина, што значи дека една комплетна проверка на здравјето на дарителот во однос на оние параметри кои што ги налагаат од Институтот и во однос на прашалникот кој што е пропишан за дарителите, така што нема никакви... Ке си има доктори значи на лице место, секако, така, нема никакви за сите пречки прашања тамо може да се обратат. Секако, така. значи таму е екипата, ќе се обрата за сите прашања, тоа е еден разговор помеѓу потенцијалниот дарител и лекарот и нависна потоа се пристапува кон чинот на дарување крв, затоа што сепак е важно пред се здравето на дарителот да не се наруши. И едноставно да биде тој добра и психо и физичка состојба за да може и да ја дарува драгоценната течност, меѓутоа и таа крв понатаму да заврши навистина онаму каде што е потребно, но да биде добра и едноставно што видиме да спаси нечи живот. Ето така. И веднаш по оваа крводарителна акција која што трае од 9 до 17 часот, од 18 часот веќе се преселуваме во градскиот плоштад овде во Скопје со оној настан кој што го најавивме. Токму така со тоа што локацијата ја променивме, односно нема да биде на градскиот плоштад, туку ќе биде од другата страна на реката Вардар, кај плоштадот Филип II. Така што тој простор истото време само локацијата променета. Останува истиот временски период, односно од 18 некаде до 22-23 часот, затоа што станува збор за отворен настан, кој што ќе се случува токму на таа локација. Зошто се одлучивме за еден отворен настан? Затоа што велиме дека Црвениот крст треба да биде блиску до граѓаните. Треба да бидеме видени, треба да не видат и треба да ја подигнеме јавната свест пред се, овој пат за значењето на превенцијата и едукацијата за заштита од земјотреси и катастрофи воопшто, бидејќи земјотресите се нешто што се случувало и во минатото, се случувало и по блиското минато, и Црвениот крст во еден дел од сопствената мисија вели дека нашата мисија е токму заштитата на човековото здравје или унапредување на човековото здравје пред се во случај на земјотреси, катастрофи и други елементарни непогоди. Така што едниот сегмент од самата манифестација, би ја нарекла или настан, ќе биде посветен на заштита од земјотресите. Нешто како обука ќе биде? Да, станува збор за една поголема активност, каде што ќе бидат поставени пред целиот концепт на настанот. Значи, тоа нема да биде класично предавање или класична едукација. Станува збор за една интерактивна содржина која што ќе биде блиска до сите граѓани на нашиот град, без разлика дали некојаш биле волонтери или во допир со Црвениот крст или пак се корисници на нашите услуги или едноставно случајни минувачи. На плоштадот ќе бидат поставени возилата на Црвениот крст, како едно видно обележи за во однос на техничките капацитети на организацијата, ќе има шатори на Црвениот крст, има клупи каде што можат граѓаните да седнат, да ќе послужиме секако една лимунада, едно освежување во овие топли денови, во на монтажна кујна, да покажеме што значи таа монтажна кујна, можеби сега е во мирнодопски услови, каде што навистина едни убави настани, би сакале така да остане одбележувано, меѓутоа во таа мобилна кујна може да се готват или да се подготвуваат јадење на отворен простор. Потоа ќе бидат поставени клупи маси за седење, каде што граѓаните ќе може да седнат и ќе има, односно веќе има изработено како нависина од поранешните времиња, малку сме ги позаборавиле тие разгледници што ги нарекувавме од Скопје, на кои што граѓаните може да направат порака. Односно да напишат пораката, да ги адресираат и да ја испратат потоа до некого, затоа што сакавме да се подсетиме пред се една од областите на Црвениот крст, обединувањето на семејните врски, односно спојувањето на семејствата и колку тоа било значено во 63-та година, односно земјотресот, спојувањето на зелените семејства и пред се пишувањето на писма или пораки дека се добри или пак се живи или пак се сместени таму да се обратат кон останатите, бидејќи можеби сега зборуваме за една посовремена технологија, меѓутоа во 60-тите сепак сакате да се навратите како било тоа тогаш, така. Затоа што некогаш убаво е да се навратиме кон пишаниот збор, затоа што да, модерната комуникација е брза, ефикасна, меѓутоа ова пишаниот збор има навистина поголема друго значење и ништо не може да го замени. Поголема вредност некако да се седне да се напише. Ние таму ќе имаме спојна генерација. Нашите корисници ќе бидат исто така, да речам, еве корисниците од дневници центри за стари лица. Тие се луѓе во години кои што и биле сведоци на земјотресот. И тие ќе помогнат да се пренесе пораката како било тогаш, да им помогнат на граѓаните да напишат некоја порака или како тогаш се пишувале или до кого се пишувале и се адресирале тие пораки, за да едноставно се подсетиме на тие денови, меѓутоа да испратиме една порака до целокупната јавност дека Скопје да се сеќава
во право бевте што го споменавте, градот на солидарноста и хуманоста и се тоа што се случувало. Во однос на катастрофите, бидејќи тоа е дел од случувањето, нема да биде тоа класично предавање каде што ќе застане наш обучен волонтер или вработен, туку ќе биде интерактивно преку токму така преку самиот водител на настанот Марко ќе не биде. Така што тој ќе се погрижи да биде меѓу граѓаните, да ги прочита клучните нешта кои што значат заштита од земјотрес во случај ако се наоѓате во затворен простор, отворен простор, во автомобил, што треба да се направи како превенција од земјотрес, што треба да се направи во периодот откако ќе се случи некаков потрес. Се надеваме дека нема да се случи, меѓутоа секогаш видиме дека подготвеноста е важна. Информации се сепак корисни, така. Така да ќе биде една интерактивна содржина со движење меѓу граѓаните, со некои интересни споделување на интересни податоци, затоа што сепак е важно да се подигне јавната свест. Може би не директно дека треба да направиш вака или мора да направиш така, едноставно секој да биде свесен дека тоа се чекори кои што мора да се извршат и кои што значат спасен живот во моментите кога ќе се случи трагедија од типот на природната катастрофа земјотрес. Ќе има и некои интересни други содржини што значат повторно запознавање со активностите на Црвен крст, дружење со волонтерите, споделување на интересни приказни. Така да тој учествуваат ли естрадни уметници? Дали имате нешто така? Немаме планирано од типот на содржина во делот на музички дел и така натаму, меѓутоа добре дојдени се сите наши соработници, пријатели, поддржувачи да бидат дел од настанот. Да, ќе биде забавно, за цело време ќе биде нели музика и дружење. Меѓутоа не од типот дека ќе имаме настапи во живо, малку поинаков концепт годинава предвидовме. Така што навистина очекуваме раздвижување пред се на граѓаните, бидејќи се надеваме дека и попладневните, односно вечерните часови нема да биде толку топло времето, а и да биде да не ги спречи граѓаните да се придвижат, односно да го посетат овој дел од градот, да видат оваа интересна содржина на Црвениот крст, па и впрочем да научат нешто, да се едуцираат. Така е. А и да поминат убаво време со нашите волонтери, вработени со сите наши корисници на услугите, бидејќи и тие ќе бидат со сите наши пријатели. Бидејќи тоа ќе биде еден начин да пренесеме и пораката. Кој е Црвениот крст, што работи, како може да се вклучат граѓаните во некоја од активностите на организацијата, така да еден широк спектар на активности, меѓутоа секогаш со нотата дека тука сме дел од живењето во Скопје, дека сме комунитарна организација која што е дел од градскиот урбаниот живот, дека даваме поддршка на граѓаните на градот Скопје и секогаш остануваме во долг со нивните потреби. Вие тоа и доказ еве и на овие високи температури, вие сте секогаш со граѓаните и сте секогаш на скопските улици, каде што често пати делите вода за освежување или доколку треба на некој од луѓето кои што еве во моментот ако им се слоши или било што, вие сте сепак тука да помогнете. Сте на лице место, сакав да кажам. Како работите, неуморно работите и во целиот овој летен период. Ајде малку за вашата активност за еве топлово време. Денеска се најавува еден од најтоплите денови во овој топлотен бран. Температурата во Скопје до 40 степен, меѓутоа вашите активисти, вашите волонтери се со граѓаните, се со скопјани, бидејќи зборуваме за Црвен крст на град Скопје, затоа зборуваме сега за Скопје. Тука се меѓу луѓето, каква активност имате денеска? Бидејќи се најавува на вистина висока температура денеска во Скопје. Топлотниот бран е активност која што, односно справување со топлотниот бран е активност која што се подготвува согласно оперативните планови на Црвениот крст, некаде почеток на летото или пак крајот на пролетните денови, бидејќи обично градот Скопје знае да е зафатен од високите температури и секогаш ги следиме препораките на управата за хидрометеоролошки работи, бидејќи од таму доаѓаат сите оние предупредувања дека можеби сме во жолта, портокалова фаза и треба да се интервенира. Секако. Постои посебен оперативен план, што значи дека точно се предвидува во кои денови, кога е висока температурата, како денешниот ден, како вчера денот, што беше па изминатите, можам да кажам и 2 недели, кога почна активностите, каде што обучените волонтери на Црвениот крст составени и во тимовите, и со парамедики, со лекари, со волонтери кои што се од тимот за одговор при катастрофи,
едноставно се на скопските улици со возилата на Црвениот крст и обично велиме дека се фокусирани на најфреквентните локации каде што има и поголемо движење на населението. Значи каде што се зелените пазари, поликлиниките, амбулантите, болниците, некој административен објект, затоа што секогаш препоракате граѓаните да се движат во раните утрински часови, да го избегнуваат времето после 11 часот, дури и порано. Ако може се до 10 часот да се завршат, да се вратат дома би било идеално, меѓутоа за жал некогаш граѓаните или од неинформираност, меѓутоа некогаш и од што мора да излезат, ќе се најдат на скопските улици. И тука сте вие? Да, граѓани кои што најчесто може би имале некакви итни работи и излегле, меѓутоа граѓани кои што имаат и хронични здравствени проблеми, па мора да се придвижат и кон некои од здравствените установи. Да, тука сме ние, причем тимовите се за тоа, затоа што граѓаните честопати знаеле да се најдат во состојба кога е загрозено нивното здравје, може би не живото загрзувачки, меѓутоа загрозено типо дека топлото време влијае. Не само на повозрастната популација, знае да влијае и на помладата популација, бидејќи има секакви фактори кои што сето тоа го условуваат. Тимовите најнапред го ја даваат онаа потребна поддршка во делот на делење на веќе оладена вода, бидејќи разладувањето со вода, односно хидрирањето на организмот е првиот чекор за справување со топлотниот бран. Потоа делат совети како граѓаните треба да се однесуваат, почнувајќи од начинот на облекување, начинот на исхрана и движењето на топлото време, па секако и препораките за во самиот дом. Доколку некои од граѓаните се пожалени на здравствена тегоба, ќе го измерат секако крвниот притисок и ќе дадат или разладување или пак ако е некаков случај кој што бара дополнителна интервенција, може да извршат транспорт или до најблиската здравствена установа или до домот на лицето каде што би продолжил со консумирање на хроничната терапија доколку ја прима. Така. Тоа се поекстремни случаи, немаме за среќа таков тип случаи многу годинава, бидејќи свесни сме дека граѓаните не сите овие години ги послушале препораките. Се научивме веќе така, како да живееме во Црвениот крст. Не сите апелираме, апелирате вие медиумите, апелира здравствените работници, апелира Центар за управување со кризна, висна сите институции се посветени. Меѓутоа претпоставуваме дека и нашето влијание, односно она што не гледаат на улиците, некогаш повлијаело да свата дека движењето на топлото време воопшто не е добро по здравјето на граѓаните и дека ако случајно нешто се загрози здравјето, знаат и кому да пристапа, значи ако го видат, тие сами пристапуваат кон екипите на Црвениот крст, бараат помош, поддршка, така што оваа активност веќе е традиционална. Станува збор обично за 3 до 4 тима кои што се движат во текот на денот, обично во најтоплиот период, да речем некаде од кај 11 до 17 часот, затоа што тогаш е најголемата изложеност на граѓаните на топлотниот бран, така што во насока и на превенција, меѓутоа и во насока на помош и поддршка на граѓаните, оваа активност станува веќе препознатлива и за организацијата и за нашиот град. Така е. Имаме уште многу малку, уште некои 2 минути до вестите во 8:30, да би сакала да го искористам ова време за вашата ПХВ програма. Со саманакусо да објасниме за каква програма станува збор. Тоа е програма за млади, која што ги мотивира младите да ги пред се проучат потребите во заедницата, да видат што е потребно на лицата кои што живеат во нивната заедница, а потоа изработуваат мали проекти за добробит на истата заедница. Значи Црвениот крст не ги помага финансиски, туку ги помага со однос на знаења и вештини и ги дисеминира пред се знаењата за Црвениот крст, потоа како да ги изработат, пред се како да ги препознат, па како да изработат мали проекти за доброто на заедницата. Едноставно малите се вистински херои, каде што млади луѓе од 14 до 17-18 години прават големи дела, реновираат куќи, прават пристапни рампи на лица со посебни потреби, помагаат во образовниот процес на лица од социјален ризик, помагаат во лекување, на вистина големи проекти кои што едни млади луѓе се вистински пример во сопствената заедница. Секоја година повеќе од 2000 обучени млади, повеќе од 150 изработени такви проекти за добробит на заедницата, велиме мали, меѓутоа тоа се големи промени кои што ги прават. И една програма која што нависна повеќе од 15 години се имплементира и е дел, односно е продукт на Црвениот крст и се имплементира на територија на целата република, не само во на град Скопје. Александра, јас ќе се заблагодарам тука за вашето гостување. Благодарам што ги споделивме ве овие информации. Има секогаш со вас многу за што да се зборува, бидејќи активностите на Црвениот крст е навистина огромни, не само на град Скопје, туку во рамките на цела наша држава.
уште еднаш за крај да го најавиме наставно, значи 18 часот, локацијата е смената, не е Филип Филип II, II. тоа е од другата страна на камениот мост, меѓутоа да не ја забораваме исто така и крводарителската акција од 9 до 17 часот Ете во така. домот на хуманитарните организации Дара Џамбас, така што било која од активностите на Црвениот крст да се посети, сте добре дојдени. Така е. Благодарам уште еднаш. Скопје не заборава, Скопје се сеќава, Скопје секогаш памти и Скопје е градот на солидарноста.